Здраво на сите, добро да слушате на моје видео. Јас сум Кристијан, денес сме момци, Деогенче ќе гледаме видео на Пасториле Таневски и на Горанчо Неделаковски. Многу си сакам, така да мислам дека пред еден месец видеото го немам погледното, така да ова ќе ми дека прва фактички реакција и слушање за видеото, така да уживајте. Поздрав до Баткуиле и до Батко Гуга, ве сакам. А сега да преминеме на видеото. Здраво на сите кои што се дел Христијански центар 490. Здраво на сите оние кои што ќе ја слушате оваа проповед или пак неделна доза на живи зборови, кои што навистина верувам дека ќе бидат за охрабрување, како и за нас, па така и за многумина. Баш ми милост имам таа чест, ако можам да кажам, да поразговарам или пак соопштим нешто за Божјото слово со вас, пасторе, Христијански центар 490, кој што пред околу 5 години, ако можам да кажам, вие Се гледа со колку љубов, значи комуницирате еден со друг, се гледат во љубов и во благодат еден со друг. И не ми е ни криво што започнувам ваков тип на видео. Напротив, среќен сум за вакво видео, бидејќи ќе слушам и за Бог, а ќе слушам нешто да спознавам повеќе за Бог. Топ тргна, значи. Како тргнавме? Добре, ајмо да видиме дали. Значи, мерак ми пуцам. тие што ми придовте, ако можам повторно да кажам да се изразам, вие бевте тие што ми подадовте рака, навистина се подлабоко го спознавам Исус, Среќен роденден Гого. па се така до ден денес, па и од денес па натака. Така да фала му на Господ, фала ви на вас, пасторе, за тоа тогаш и што денес сум дел Христијански центар 490. Супер. Ајде, добар ден и од мене. Добро дојдовте на, како што кажа Гого, дневната доза на проповед на Христијански центар 490. Веруваме дека можеби ќе биде и последна во ваков вид карантинска проповед, како што ги имаме наречено, зашто најверојатно веќе од наредната недела ќе можеме да се собираме веќе во нашите цркви, во нашите неделни богослужби. Но ајде за тоа покасно ќе добиете сите подетални информации во текот на оваа престојна недела што ни следува. Ајде сега да се концентрираме за нешто што денеска сме заедно со Бога, тоа е да споделиме дел од Божјото слово, да едноставно го донесеме до вас блиску, она што не само ние го размислуваме, она што силно веруваме дека Бог нас ни го зборува. И како што кажа Гого, јас Гого сакам само да те охрабрам во делот дека навистина можеби ја пред години сум ти Како да не ги сакаш вие луѓе, значи Пасториле и Гога, значи како да не ги сакаш? Невозможно е човек да не засака вакви луѓе, као невозможно е, као ако ги сакаш, сакај ги, братам. Јас си ги сакам, значи срцки ми се као и Баткуиле и Гога, значи за нив се би сторил, значи Баткуиле бил уз мене у тешки моменти, Гога исто, Ана Видеска, значи топ. Многу си ги сакам и домно књигам се, значи ако се постараме, ама ќе кажем златни деца ми се, ама ние дали. Пришол и сето тоа тргнало во некој правец како што е сега, но ако нешто направил некој во твојот живот е тоа твојот Бог. Исто да е мојот Бог. Така да фала на Господ што навистина си дел од Христијански центар, навистина си дел од мојот живот, од животот мој на Данче. Едноставно имам високо мислење за тебе и ајде вака, ако согледувам нешто кај тебе во последно време е тоа дека навистински овој карантин Бог го искористи во тебе и во твојот живот да те изгради, да те гради на едно повисоко ниво на познавање на Бог, на познавање на самиот себе и на познавање на луѓето. Така да благодарам на Бог што навистински можеме да гледаме како луѓето околу нас растат и тоа да биде нашата радост. Самиот Исус кажува дека самиот Павле кажува дека радоста што за да можеш Исус да го претрпи крстот, радоста за да можеше Павле да претрпи се што претрпи беше луѓето пред него. И така да моја радост е навистина кога ќе видам човек како тебе веќе станува и маж, да едноставно напредува така и во словото и во животот, да напредува во се она што и самиот Јован ме повикува да напредуваме. Така да уште еднаш браво за тебе, но и браво за делото на Бог во тебе. Да, фала ви,
фала ви пастор навистина за убавите Не, зборови, не, верувам се, дека навистина се се тие верува. зборови на живот, зборови на радост, бидејќи секој еден човек кој што споделува зборови, кој што му верува на Бог, верувам дека тоа е за убавината на сите. Така да пред да почнеме, сакам да кажам дека јас лично верувам дека живееме во време во кое што повеќе од цени ни е потребно да засвртиме нашата силна вера во Господ и доверба да зајакнеме и да истраеме во нештата. Така да во контекст на тоа би сакал да споделам една реченица која што верувам дека дадена од Светиот Дух да ја практикува секој еден човек, бидејќи кој е нешто дадено од Светиот Дух, тоа е невозможно да не се примети, се чувствува, едноставно врие во нас. Па во тој контекст би сакал да ја поздравам и пасторот на Христијански центар Даниела Таневска, кој што со една следна нејзина изјава вели вака: верата е таа која што ќе не турне во авантурите, но довербата е таа која што ќе донесе стабилноста за да можеме ние сите да Ова е дете на Бог. Значи, ова е дете на Бог. Значи, вакво дете како Горан нема мајка да е, значи, многу добро, значи, срце дете, значи, свака час му на пред се слава на Бог, што Бог го направил да биде ваков силен маж, слава на Бог што мајка му го гледа супер да биде, и слава на Бог што баткуле некој му пришол, така да, не знам што да кажам, многу ми е некако, си ги сакам, бе, тоа е тоа. Да поминуваме низ тие дадени авантури. Јас оваа реченица навистина ја земам во моето срце и како што кажа, верувам дека е дадена од Светиот Дух да ја практикувам. Сега да сте до мене, знаеш како би легол со гушкање, силно ќе изуша. И тебе, двајцата. Тоа секој еден човек. Амин. Амин. Да, слава му на Господ Исус. Амин, да, таа реченица најверојатно ќе стане славна и веќе славна, така да навистински ние не само со Даниела што зборевме и пред тоа со Зоран и сите овој период зборуваме за таа вера и за таа доверба во нашиот Бог, зашто е неминовно. А како што неминовно е да го живееме нашиот живот по вера, така да е неминовно да му се довериме на Бог и да видиме дека навистински кога нашата вера ја ставаме во Бог, кога нашите идеи ги ставаме во Бог, кога нашите мисли ги ставаме во Бог, дека неминовно довербата во Бог ќе расте и највеќе довербата се гледа кога нешто ќе видиме во нашиот живот исполнето, кога ќе му кажеме фала на нашиот Бог, тогаш ние согледуваме дека лека полека ни расте довербата и дека ако тоа е во општо во животот, кога на некој човек ќе му дадеш прилика да се докаже и кога ќе видиш дека тој човек се докажа, ти после стекнуваш доверба во истојот. Така да македонскиот народ можеби не одма стекнува доверба луѓето, но кој ќе стекне после тоа е цврсто, после тоа е непобедливо. И самиот Павле кажува за македонскиот народ дека кога влегол во Македонија, дека луѓето тоа што го правеле преку цел ден слушале и после го испитувале словото. И ја верувам дека поради тоа што го испитувале словото, го испитувале и самиот Павле. Што зборува, кај зборува, од каде иде, како му бил мотивот. И ние треба да ги испитуваме луѓето дефинитивно во контекст на мотивот на нештата, во контекст на не смееме никако да го правиме тоа во страв. Во страв дека некој ќе ни наштети, зашто ако знаеме дека Бог е на наша страна. Тогаш пишува дека кој може да ви наштети кога е Бог на ваша страна. Дека за да верувате не може никој ништо, не може никој ништо, ако знаеме дека Бог е со нас. Валја да добро сватив? Една силна порака, една сврста порака на како да чекориме заедно со Бог. Тоа го Исус ги учеше апостолите на тоа, Исус ги учеше сите околу него на тоа не учи Исус нас денес преку Светиот Дух. Амин, да, фала му на Господ за тоа силно откровение, за таа силна вера што кога му веруваме на Христос, сета таа сила е едноставно просперирана и ја дела во нашиот живот и сите ние ја живееме. Така денес би можеле да започнеме. Би сакал да прочитам од првото послание на Јован. Само да бушам глас. Во 5-та глава, 4-тиот и 5-тиот стих. Вели: зашто се што е родено од Бог го навладува светот. И ова е победата која го победи светот. Нашата вера. Потоа во 5-тиот стих вели: кој е тој што го победува светот ако не е оној кој верува дека Исус е Божиот син? Тоа дефинитивно Бог ни кажува дека и ние самите сме победници со Исус.
И ние носиме победата заедно со него. Тоа дефинитивно и ние го победивме светот со помош на Господ Исус Христос. Тогаш и ние сме победници заедно со Исус Христос, кој што ни е нашето се, нашето движење во животот со помош на Светиот Дух и на вистина е. Кога само се гледа дека се радва зашто зборува за Бог, значи кога батко го или кога почне да збори за Бог, значи толку многу срцето му се радува, значи се радува озбилно да се радува братот дека зборува за Бог. Се гледа вака и јавно се гледа, ама јас осеќам и во мене дека се радува за тоа. Е убавината на животот Исус Христос. Амин. Дефинитивно е тој нашата сила, нашата моќ која што не одржува секој ден па и денес. Легенди нешта. Да, нашата вера ако е втемелена во Христос, ако му веруваме нему за секоја една поставка во нашиот живот, не само што го победи светот, туку и победи околината во која што живееме. Амин, да. Амин. Би сакал да кажам, како што кажав, не само што не победи светот, туку и не победи самите нас, да се понизиме и да кажеме да, Господи, ти си единствениот Господ и Спасител Исус Христос и ние се одлучивме тебе да ти веруваме. Дефинитивно со самото тоа кога што ајде вака ќе почнеме некако по редослед, инаку Јован е апостолот на љубовта. Апостол на љубовта, ако го читаш Евангелието, ќе согледаш тој божествен како се вика божествен карактер на самиот Исус. Значи Евангелието, но ако согледаш во посланието на Јован, ќе видиш дека Јован многу практично, многу на практичен начин ја опишува љубовта и Јован имал потреба од тоа. Во времето кога Јован ги пишува овие посланија, кога се пројавуваат многу лажни учења, многу лажни пророци за кои Исус цело време им зборуваше и им пророкуваше и проповедаше да внимаваат на тие лажни учења. И Јован се соочува со такви лажни учења и затоа низ целите негови посланија он има потреба да ја потенцира која вера. Дека таа е верата што Христос се донесе, да потенцира како Христос е дојден. Дека Христос дојде пред тоа, ако читаш ќе видиме дека Христос кажува како да ги препознаваме дури духовите. Дека секој дух што кажува дека Христос дојде и по тело е Божи дух. А секој што го негира тоа, дека е демон и дека не треба да му се верува. И ако видиме, ќе видиме дека Јован што лежал на градите на Христос, што е разбрал можеби највеќе љубовта и затоа може да пише ученикот кој беше највеќе љубен, но си го пишува за самиот себе тоа. Ќе видиме дека сега на еден практичен начин е доведува љубовта и на еден практичен начин е доведува победата, она што зборуваш ти. И во четвртиот стих пишува, ајде ќе го прочитаме пак, зашто се што е родено од Бог го надвладува светот и ова е победата која го победи светот, нашата вера. Да. Но дали во петиот стих вика кој е тој што го победува светот? Ако не оној кој верува дека Исус Христос е Божиот син. Така да ние прво вака да се разбереме, иако тука пишува нашата вера. Пишува нашата вера што е добиена од самиот Христос. Во Евреите 12 глава 2 стих пишува дека он Христос е авторот и усовршителот или во некои преводи довршителот на нашата вера. Што значи тоа? Ако он е авторот, он ги има авторските права. Така да ги немаме ние авторските права да се до тоа. Ние што? Ние добиваме дар од авторот, од оној што ја создал верата, оној што... Пази, дури верата, ја верувам дека многумина ќе согласат, верата не е создадена да биде на небото. На небото ќе нема потреба од вера. Зошто? Зашто лице во лице ќе го гледаме него. Верата е создадена. Значи Бог кога не замислил, кога ги создал Адам и Ева, кога не замислил уште и пред создавањето, рекол на овие луѓе ќе им дадам вера. Ќе им создадам и вера за да можат да имаат контакт со мене, контакт со живиот Бог. Така да, ако Исус е авторот и довршителот на верата, тогаш не само што не трга од притисокот, него ни улеснува, дека не треба ние да создаваме со наши напори вера, него што треба? Нашите напори да ги ставиме да живееме по верата на Христос. И тоа вика е вашата победа. Што е нашата победа? Да спознаеме дека не сме
земни, дека кога го примиме Христос, ние станавме духовни битија, дека веруваме во Христос и дека Он го победи светот. Кога тука се зборува за светот, тука се користи грчкиот збор космос, каде што не опфаќа само универзумот, не опфаќа само она што ние го Мислам дека долно гледавте и долно ви ги стана јасно за зашто зборува Батуиле и Гого, така да за целосно видео отидете на каналот Христијански центар 490, погледнете ги видеото и не знам, поддржете ги и биете Божи чеда. Така да това беше тоа за видео. Ако ви се допадна, сакате го Бог и гледате се во љубов еден со друг. Значи не барам лајкови, само ќе барам едно нешто. Барајте од Бог и ќе ви биде дадено. Тропајте и ќе ви се отвори. Сакајте се и љубите се еден во друг и гледате се во благодат. Во името на Исус. Амин.